Почитувани колеги, почитувани граѓани, со овој амандман, како што претходно напоменав во моето обраќање, се бара данокот на додадена вредност за електрична енергија наместо 18% да биде 5%. Оваа година, во текот на овие неколку скоро 8 месеци, имаме два пати покачување на електричната енергија по основ давачки кон државата, односно данок на додадена вредност. Прво на 1 јануари имавме поскапување на оваа стапка од 5 на 10%, за да на 1 јули граѓаните имаат 8% поскапа струја само по однос на поскапувањето на данокот на додадена вредност. Кога ја земеме манипулацијата со блок тарифите, која што е тотално неуставна и на која што сакаше единствено регулаторната комисија да направи кумулативно спречување на вкупната поскапување на електричната енергија, доаѓа дека државата за сопствените потреби, за да ги финансира активностите кои што никако не се во содејство со реалните потреби на граѓаните, само оваа година за 13% ги покачи давачките. Тука се поставува основното економско прашање, кое што е економска логика, па дека се потребни приходи на државата, и токму по тој основ ја лично сметам дека ние како собрание, дека Министерството за финансии, скратејќи ги фискалните давачки кои што можеме да видиме идат на многу непродуктивни трошоци, тоа е оценето и од граѓаните, може да ги спаси граѓаните во ова тешко време во однос на намалувајќи цената за 13% за електричната енергија по основ на давачки во буџетот. Не зборам тука само за граѓаните, тука зборам и за стопанството, бидејќи често, барем во разговорите и во дебатата за оваа даночна реформа, се проявува зборот солидарност, дека некој требало да биде солидарен. Не може да биде некој солидарен кон владата, кога владата не е солидарна кон граѓаните и кон стопанството. Она кое што е важно да се напомене, ние во расправата за данокот на додадена вредност имаме 8 амандмани и сега внимавајте што ќе се случи. Еве се согласивме дека данокот за пелети треба да биде 5% и не треба да биде 18%. Ако тоа беше како што првично владата го предложи во собранието, дека е 18%, ако данокот на додадена вредност на огревно дрво е 18%, и ако електричната енергија, данокот на додадена вредност е 18%, како тоа ќе ги погоди граѓаните наредната зима, кога ќе треба да обезбедат огрев за сопствените семејства? На ниеден начин ова нема никаква логика. Затоа, наместо да ги финансираме криминалните активности кои што секојдневно гледаме дека се продуцираат од владата, кои што се заклучени од институции кои што сите заедно сме се согласили дека се надпартиски, односно институции кои што имаат широко реноме, дали е тоа Државната комисија за спречување на корупција, дали е тој обвинител за кој што не сме се согласили дека си ја работи работата како што треба, кој што кажа вчера дека нема намера да поднесе оставка, дека овие активности не треба да продолжат да се финансираат од парите на граѓаните. Затоа ве уверувам дека државата има доволно капацитет овие 13% веднаш да ги намали, тие приходи да ги обезбеди од други места, а граѓаните да продолжат да плаќаат ДДВ за електрична енергија од 5%. Тоа би значило дека сите сметки на граѓаните од 1.9 ќе бидат помали за 13%. Едно е тоа што се кажува како политички флоскули, едно е тоа што како говори се држат во собрание дека некој се грижи за стандардот на граѓаните, дека како што е сега не било никогаш, како што лани имавме изјави дека е обезбедена електрична енергија и храна, не баре сме 17 век, туку да покажеме директно дека ова може да се усвои на ваков начин како што е предложено. Доколку ова не се усвои на начин на кој што сега ние го предлагаме, преку амандмани во дебата, ние ваков амандман ќе поднесеме при ребалансот на буџетот кој што министерот најави дека ќе биде во септември. Затоа што премисата богата влада, сиромашен народ треба да престане еднаш за секогаш. Благодарам.